Делегации од вработени во Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци, градоначалникот, председателот на советот, пратеничката од СДСМ Даниела Колева, советници денеска се вклучија во одбележувањето на патрониот празник на ова средно училиште во Кавадарци. Беше положено свежо цвеќе на спомен бистата на патронот во кругот на училиштето. По повод патрониот празник, училишниот одбор додели и јубилејни награди за 10 години работа во училиштето. Наградени беа Глигорчо Бојков и Душанка Спирова, а за 30 години работен стаж Љуба Митрова и Јорданка Орешкова. Наградени беа и ученици кои со свој дела учествуваа на објавениот конкурс. За работењето на училиштето, кој одбележува 65 години, во изјава за КТВ говори помошник директорот Ефремчо Николов. Денеска прославуваме 65 години патронен празник на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров од Кавадарци и 156 години од нашиот патрон, револуционер, професор, историчар Ѓорче Петров. Негате ли грижата за нашите ученици, можам да кажам дека ја правиме на највисоко можно ниво со профилирање на стручен, компетентен кадар, пред се, вработен во училиштето, исто така нашите ученици дека во овој храм на младоста, како што го викаме, се во континуитет стекнуваат со теоретски, практични знаења од областа на земјоделството, шумарството и здравствената струка. Училиштето има долга традиција. Мене ми е чест и задоволство како помошни директор на училиштето, заедно со менаџерскиот тим, заедно со нашиот директор господин Горан Велковски, пред се да поздравам градоначалникот на општина Кавадарци, локалната самоуправа, сите чинители во ова наше општествено и економско живење и невладиниот сектор, кои што несебично помагаат во стварање на амбиентални услови, за развој на една удобна животна средина на учениците, кои што доваѓаат во нашето училиште. Иначе сум горд и среќен тоа што бројот на ученици ни се зголемува во континуитет секоја година и покрај овие пандемски услови, наставата се одржува во далечина, онлайн и несебично моите драги уважени колеги кои што на најстручен, професионален и одговорен начин ги извршуваат своите работни активности, стекнувајќи знаење за нашите ученици од областа на лозарството, винарството, шумарството и здравствената струка. Во нашето училиште можам да истакнам дека моментално сме во фаза завршна на комплетното реновирање на училиштето. Сум многу среќен и горд со, пак ќе кажам, со несебична поддршка на градоначалникот, локалната самоуправа, на невладиниот сектор за ова здание од училиште, затоа што можам да истакнам дека завршивме од септември 2019 година, па еве до сега скоро, и во овие пандемски услови, кога наставата не се одвива со физичко присуство, освен практичната настава, со почитување на сите здравствени протоколи, е изградена една убава термофасада, енергетски ефикасна термофасада, една инвестиција која што е покриена од кралството на Норвешка и нормално со 80.000 евра скоро и 4.000 евра од локалната самоуправа. Исто имаме, тоа е една површина, термофасадирање од 1200 метра квадратни, покривање на кровна конструкција, комплетно реновирање на кровот, кој што беше азбестен, 1500 квадратни метри, комплетно реновирање со поддршка на Светска банка и на меѓународниот сектор на подовите, ходниците во училиштето, така да санитарните чворови исто можам да се пофалам со комплетно нова фармацевтска лабораторија која што е направена по сите европски и светски стандарди. Многу ми е мило што како профилиран кадар кој што учи во училиштето се отвараат вратите и со реномираните и брендирани стопански субјекти кои што несебично се вложуваат во развојот, сакаат да ги отвараат вратите за нашите ученици да изведуваат практична настава комбинирано во тие реномирани субјекти. Морам да истакнам дека имаме
стипендисти, значи наши ученици кои ќе ги стипендираат ЕПА Македонски шуми, значи 5 стипендии винарска визба, Тикве, значи со 3 до 4 стипендии винарска визба, Стоби винарска визба, акционерско друштво Гоце Делчев, така да и со новите модулирани наставни програми кои што се од Министерството за образование, значи наука, мислам дека подготвуваме еден професионален, креативен, стручен и инвентивен значи кадар кој што после средното завршување, значи како идни земјоделски, шумарски, издавствени техничари ќе си го најдат својот иден позив, значи ќе си го обезведат својот екзистенцијален материјален статус, значи во овие реални, значи и брендирани компании со кои што се гордее и нашиот град, значи и се прави стварно едно убаво општествено економско, значи подрачје кај што живееме и кај што твориме, и мислам дека за децата кога му овозможиме тие амбиентални услови со материјално-техничката подготвеност, со комплетната инфраструктура со која што располагаме како менаџерски тим, значи начело со нашиот директор, мислам дека ќе овозможиме, значи една добра животна средина за развој, значи на нашата млада популација. Па јас бидејќи сум учесник во овие модулираните наставни програми кои што се од Министерството за образование, во креаторот во делот, значи на лозарството и на овощарството и на винарството, можам да истакнам дека отворивме оваа година, значи од минатата година веќе 2 години техничар за фитомедицина, нов профил, значи кој што е перспективен прв во Македонија, интродуциран од Хрватска, да речеме на некој начин, али мислам дека има зголемен интерес и тоа на солидни ученици од домаќински фамилии кои што покажуваат посебен интерес околу заштитата како важна комплексна гранка, значи во аграрот. Исто отворивме агротехничар, значи нов профил во кој што е интродуциран поранешниот лозово-винарски енолог, значи и можам да кажам дека на големо се отвараат и одредени фондови, германски фондови, тие се околу 20 милиона евра на ниво на Балканот, али за Македонија мислам ќе бидат околу 2-3 милиона евра кои што ќе бидат дадени во опрема, во реализација, значи на лаборатории нови и современи, така да ги помогнат стручните училишта. Многу ми е мило што и нашиот градоначалник, значи ги промовира стручните училишта на високо, имаме голема поддршка, значи од локалната самоуправа начело со него, од невладиниот сектор, несебично сме вклучени во многу меѓународни проекти, значи сега завршим еден проект во кој што јас сум координатор виртуелен Wine Route of Europe или вински пат во Европа, со кој што заедно во соработка, значи од 26 март до денешен ден имавме една завршна евалуација убава, каде што ги споменивме искуства, значи со Александровац вино жупа со кој што имаме меморандуми за соработка избртимување и со Ново место Грм, кој што е јужна Словенија. Така да тоа се интензивно развиени школи и заедно целта ни е значи да овозможиме да направиме меѓународна соработка врз база на реципроцитет на ученици на профилиран наставен кадар, кој што ќе размениме меѓународни искуства. Тој проект го тераме веќе скоро 2 години, ние бевме домаќини овие денови и така да убаво се презентиравме, во кој што беа вклучени нашите ученици и така.